Добре дојдовте во 15-тата епизода на емисијата Студентски пулс. Кога некој ќе спомене во првите борбени редови, секогаш ќе помисли на војска. Но најчесто ги заборава медицинските лица. Едни од најпосветените според мене се младите, бидејќи тие поседуваат најголемата сила духовно и физички. Сепак, кај нас во многу случаи се обесправени поради условите кои ги имаат да ја надоградат својата иднина. Но тие не губат надеж. Медицинскиот факултет во Скопје е еден од најголемите факултети според бројот на студенти, но и специјализанти. Денес ќе зборуваме за медицинското образование, но и што потоа. Сакам да ви кажам дека денеска оваа епизода е поддржана од Шпарка се банка, која водена од своите стратешки заложби за верба во еднината, силно се залага за поддршката на младите и вложува во нивниот развој. Напредок и се разбира финансиска стабилност. Заедно со пакетот за млади Вајбон е секогаш тука да ги поддржи младите да ги остварат своите соништа. Денес со мене е Надица Танчева, актуелна председателка на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет, и до неа од друга страна е доктор Александра Ѓоргиева, председателка на Сдружение на лекари и специјализанти во Македонија. И уште еднаш, за почеток ќе ви кажам, ви благодарам што дојдовте денеска и еве едно прво прашање, вака да се опуштиме, како сте? Ви благодарам на поканата, особено честа да се присуствува на ваков подкаст кој што е инспириран, воден и наменет за младите. Ти благодарам првично теа за поканата и би сакала да ти изразам едно голямо браво за самата иницијатива за подкаст за студентите, кој што се надевам дека ќе ви остане во традиција долга со години. Така, јас се надевам дека ова сега јас што го правам ќе можат и идните студенти да го продолжат, бидејќи мислам дека е потребно да се слушне гласот на студентите, затоа што ако студентите немаат платформа каде ќе се изразуваат и каде ќе зборуваат, што би правеле тогаш? На почеток би сакала да ве прашам, дали е тешко да се студира медицина во Македонија? Еве така едно прашање што мислам дека сите не интересира. Еве баш ќе го добијам одговорот од вас. Да се студира медицина е исклучително тешко, но не во смисла само на тие 6 години, чинам 80 испити од прилика. Леле, јас мислев 80 години ќе кажеш, викам. 80 на испит, така? Неколку 60. 60, извинете, моја грешка, 60 на испити и доста број на кредити. Она што всушност ја прави медицината комплицирана за студирање и исклучително тешка, дека станува збор за обврска која што ја градите за цел живот. Во медицината нема момент на прекин на едукацијата и многу често жртвата не завршува, туку всушност само што почнува во моментот кога ќе дипломирате од медицински факултет. Најчесто кога сте студенти, а немате таа перспектива, сметате дека нели во моментот на дипломирање се здобивате со лиценца од лекарската комора за да може да практикувате медицина и велите горе-долу тука макате или процесот завршува, но во реалноста, значи од сега веќе од позиција на специјалист, ќе видите дека всушност тоа е моментот кога вистинскиот, да речеме, или потешкиот дел од едукацијата почнува. Најчесто нели може или не мора да работите одредено време како матичен лекар и голем дел од колегите се одлучуваат да се запишат на некоја специјализација, на некоја гранка. Така, еве ти, Надица, си уште си студент, при крај на твоите студии. Еве, како ја гледаш ти од твоја перспектива си уште како студент? Дали е лесно? Па, не би рекла дека е лесна. Може би е тешко, меѓутоа повеќе би кажала дека е напорна, бидејќи, знаете, бара многу труд, многу исклучително голема посветеност и желба, која што самата таа желба ќе ве води и некако би ви го олеснила патот на студиите. Клучно е дека мора да ја сакате медицината за таа тешкотија и тој напор некако да си го олесните. И меѓутоа со тек на време, јас сум веќе 5-та година, некако знаеш, влегувате во тој ритам на самите студии и на самата фактички побарувачка која што почнуваш да работиш, праксата е малку Да, еве на пример јас 2 недели се дадов сама на себе одмор од
тешката испитна јануарска сесија и веќе некако ми фали да почнам да учам, така да со тек на време се привикнуваш и нели одиш кон целта да си ги завршиш испитите, обврските и некако така. Така навлегуваш во тоа секојдневие дека треба да учиш. Да. Јас на пример кога немам испитна сесија, исто како тебе, ми фали да седнам и да читам 500-600 страни, кога ќе дојде времето за читање 500-600 страни, сваќам дека не ми фалело толку. Но еве Надица ти спомена, еве сега си ти 5-та година, председателка си актуелно на факултетското студентско собрание на медицинскиот факултет. Ќе можеш ли накратко да ни го објасниш процесот како е започнување на студирање на медицина, бидејќи еве некои од студентите не им е јасно, другите најве што не се на медицински факултет, многу средношколци што сакаат да се запишат, кога стануваш доктор, кога почнува праксата, кога добиваш лекарска лиценца од лекарска комора и понатаму како се стигнува до специјализацијата, да понатаму продолжиме со Александра. Клучно е нели да се знае дека самите студии на медицина траат 6 години за да се стигнеме со назив или како го викаат звање доктор по медицина. Со тоа што нели во првите 5 години имаме теоретска и практична настава, полагаме испити, а последната година е стажирање по најголем дел од предметите. Сега ова не го знаат и голем број на студенти по медицина, особено во прва и втора година, како и да им биде појасно на средношколците кои што сакаат да се запишат. Факултетот не трае баш 6 години, бидејќи по завршување на 6-та година и нели по земање на дипломата имаме задолжителен стаж кој што не е од лекарска комора и трае 6 месеци и практично тој стаж е оној истиот кој што годиме ние во 6-та година, меѓутоа со пократок рок на време траење. Значи ако сме годела ние во рокот 1 година, сега годиме истиот тој стаж за 6 месеци и се стекнуваме со правото да може да полагаме испит од лекарска комора, односно да станеме лиценцирани доктори по медицина. И сега, по положување на тој испит и плюс тие поминати дополнителни 6 месеци стаж, имаме и 6 месеци стаж платен од лекарска комора за да можеме да нели да продолжиме на специјализација. Докторите кои што не сакаат да продолжат на специјализација не се обврзани нели да го поминат овој стаж. Поправете ме ако грешам, ама мислам дека е вака, нели? Така, и од тука и прашањето за Александра. Каков е патот кога ќе завршиш со стажот од лекарска комора што е платен? Каков е патот на еден специјализант? Дали е лесен, дали е тежок? Еве накратко да ни опишеш. Тоа што се случува, барем тоа што мене ми се случува и на најголем дел од студентите на медицина, вие се соочувате со еден шок. Најпрви нели вие сте навикнати на таа средина да бидете студент, каде што нели имате многу врски, но не осеќате одговорност. И во моментот кога се здобивате со лиценца, вие веќе доколку започвате да работите како матичен лекар, имате одговорност за нечив живот. Тоа е нешто што за жал во курикулумот на медицински факултет практично воопшто не е застапено и никој вас не ве спрема психолошки, говорам, значи не станува збор само за вие да имате теоретско знаење, психолошкиот момент на одговорност каде што вие пресакувате, носите одлука и таа одлука може да има многу големи консеквенции. Тоа е навистина многу голем шок и едно, да речам, голямо отразнување за секој млад лекар, всушност колкава е тежината на професијата, на тоа што го избрал, дека не е најстрашното да паднете на тест на анатомија, најстрашното нешто е да направите погрешна одлука и тој човек веќе никогаш повторно да не може да се врати во лекарската ординација. Без разлика дали ќе изберете одредено време да работите како матичен доктор или не е битно, вие имате право да аплицирате за специјализација. Тука настанува вториот голем проблем. Постојат две групи на специјализанти во нашата држава. Едните се викаат приватни специјализанти, другите се викаат државни. Сега настанува многу голема конфузија во јавноста. Јас често сакам да говорам на оваа тема, зашто сметам дека медиумите навистина треба да информираат јавноста многу повеќе. Има многу голем отпор од граѓаните да бидат прегледани од страна на специјализантна клиника. Сметаат дека тоа е некаква форма на студенти, ученици и така натаму. Значи еден специјализант, без разлика дали е државен или приватен, не е студент и не е ученик и не е приправник. Тоа е дипломиран доктор. Секој од нас некогаш отишол кај матичен лекар. Тој матичен лекар му дал диагноза за состојбата, му препишал терапија, го следел
лабораториски параметри и така натаму. Специјализантот е повеќе од матичен лекар. Тој знае повеќе од матичниот лекар. Така да не треба да се ствара таа илузија и перцепција во јавноста дека специјализантите се некакви деца кои што немаат диплома, немаат лиценца и ета ние сме оставени на милост и немилост некој да експериментира и да се учи на секаде во светот. Значи апсолутно секаде во светот, дури во особено развиени општества како Соединетите Американски држави, специјализантите се тие што го прегледуваат најголем дел од пациентите во болниците. Зошто? Затоа што се најмлади, најенергични, ги има во најголем број и тоа е начин да станат специјализирани во својата област. Ако некој специјализант му треба време од 6 години да стане специјалист по кардиологија или неврохирургија или што е да, тоа не значи дека тој специјализант веќе не е општ доктор и не ги знае општите принципи на лекување. Да, во законот децидно стои дека секој специјализант треба да има надзор од специјалист или барем специјалистот да биде достапен за консултација во моментот кога специјализантот ќе процени дека тоа што го третира, тоа заболување е покомплицирано, што е релативно ретко и треба по стручно специјалистичко знаење на таа тема. Начинот да станете приватен специјализант е да аплицирате на конкурс. На истиот принцип како што медицински факултет или деканатот распишува конкурс за студенти, така распишува конкурси за приватни специјализанти. Тој излегува во весник, вие читате дека има 40 хипотетички места за специјализанти, 5 се дерматологија, 4 се хирургија, 2 се епидемија и така натаму. Вие гледате каде се пронаоѓате, аплицирате и според просек колегите се рангирани. Тоа што е важно да се напомене дека најголем дел од колегите на приватна специјализација имаат исклучително висок просек, бидејќи тоа е единствениот критериум всушност да добиете приватна специјализација. А што е со државната специјализација? Како, дали таму има конкурси или кој ги избира? Државната, значи за да бидете државен специјализант, вие мора да сте вработен во некаква јавна здравствена установа. Дали тоа е здравствен дом, дали тоа е болница, некоја во внатрешноста, дали е секундарно или терцијерно здравство. Исто така има конкурси на кои што клиниката објавува конкурс за да се вработи одреден број на лекари, 1, 2, 3, не е ни битно, и колегите аплицираат во пракса и во теорија. Проблемот е всушност механизмот на селекција. Во пракса тоа не се поклопува, бидејќи теоретски треба најдобрите кандидати да бидат избрани. Во реалноста тоа не е така. И всушност моментално во Македонија ние имаме еден систем каде што одредена група, условно кажано, непривилегирани колеги се државни специјализанти, а останатите се приватни. Така, ќе позборуваме малку понатаму во самата епизода за тоа што се случува кај нас на темата специјализанти, што мислам дека многу поголем удек треба да има во јавноста, затоа што навистина е проблем за сите специјализанти, но и за сите студенти кои што се на медицина и што ќе прават понатаму. Еве, Надица, ќе се надоврзаме пак на факултетот. Зборувавме за тоа дека имате околу 60 до 80 испити во тие 6 години, да ги речеме. Колку колоквиуми, ако има толку испити, можам да самислам колку колоквиуми има. Колку колоквиуми треба да положиш за да го положиш тој испит, всушност тој предмет? Супер, ова инаку на другите факултети не функционира вака и баш би сакала да кажам како ние функционираме. Во суштина, отприлика имаме од 2 до 8 колоквиуми, во зависност нели од самата тежина на предмет. Пример, еве последно полагавме интерна хирургија, тие предмети имаат по 7-8 колоквиуми. И за да пристапите на усен испит, кој што е нели задолжителен за да го положите предметот, мора да ги имате положено сите тие 7-8 континуирани проверки, а самиот усен испит се состои нели и од теоретски и од практичен дел. И сега не е по сите предмети по 7-8 колоквиуми, не е баш по сите предмети така, по некои предмети има од 2 до 3 колоквиуми, меѓутоа, како да ви кажам, во медицината ние, особено студентите, мора да држиме некој си континуитет. И до некаде сметам дека ова би можело да биде правилниот пат и насока како ние би го држале континуитетот, а во исто време нели да се трудиме да совладуваме што повеќе и повеќе материјал, односно колку што може. Така функционира. Во делот кога спомена 7-8 колоквиуми, еве ти на пример си на петиот колоквиум.
И ти ако го паднеш тој 5-ти колоквиум, се враќаш од стартно на првиот? Не, само го не. За секој колоквиум, нели во испитна сесија имаме право, доколку нели не го положиме, повторно да го полагаме во испитната сесија пред нели усниот испит, значи ни се дава право секој испитна сесија да се доколку паднеме претходно некој колоквиум да си го преполагаме. Така да не е до толку страшно. Така не е до толку страшно. Да. Сега ја не дека го бранам испитот, но нели многу е убаво еден колоквиум па го совладуваш знаењето. Добро, може е малку мачно. Во тој дел еве ние на правен имаме скоро па само испити. Така е праксата. Најчесто имаме 2 колоквиума максимум, но еве сега кога зборувам со тебе, кога ќе ми спомнеш 7 до 8 колоквиуми, можам да замислам колку време всушност вие посветувате на полагање, а колку време поделувате за истото тоа полагање да се подготвите. Така што мислам дека на крај на денот единственото она што ве влече е тоа што сакате вие да учите и не ви представува толку голем проблем што мора да ги положите тие колоквиуми што се така распределени. Но дали мислиш дека е потребно на некој друг начин тоа да се организира, да не биде баш толку поделено на некој предмет или сепак е во ред според тебе како студент? Видете, можеби ние сите млади луѓе, особено сега нели во последниот период, се некако оставаме за крај, се некако велиме има време. Сега може да го гледаме ова од 2 различни аспекти. Можеби на еден студент му треба повеќе време за совладување на една материја, можеби некој функционира на малку поинаков начин, можеби сака да си ги склопи сите коцки нели во главата па да излезе на испитот. Меѓутоа јас сметам лично дека во ред е да имаме колоквиуми, можеби не во толку голем број, меѓутоа, како што кажав и претходно, мора да држиме континуитет, бидејќи не сметам дека треба да ни се даде толку многу голема слобода со која што нели ние ќе може да се земеме како замав и одмор и потоа нели да ги спремаме испитите кампањски. Мислам дека целта на колоквиумите е тоа да држиме еден континуитет кој што навистина е многу важен во медицината. Така, Александра, ги споменавме специјализантите, ти што туку специјализираше, сега си специјалист, така? Да, пред неколку месеци. Честитки. И оттука и сакам да се надоврзам на прашањето. Вие специјализантите, бидејќи сте така малку повеќе бројни, имате всушност издруженија на лекари специјализанти, а ти си нивна председателка. Така што дали ќе можеш накратко да ми раскажеш како настана самото здружение на лекари специјализанти и дали ти ја наследи твојата мислам обврска сега што ја имаш кон здруженијето? Да, здруженијето започна како да речеме некоја неформална група уште од 2014 година како идеја дека треба да постои здружение кое што ќе ги застапува правата и интересите на специјализантите, бидејќи студентите многу одамна имаат и повеќе здруженија преку кои нели можат да реализираат активности, да промовираат одредени идеи, да имаат барање и така натаму. За жал специјализантите немаат такво здружение и таква платформа на која што можат да го искажат својот глас, своите проблеми и барања. Па од тука дојде и идејата, но всушност генералниот лајтмотив, всушност позади формирање на здруженијето е фактот, јас не знам колку ова го знаат граѓаните, дека до 2018 година, значи не толку одамна, во Македонија приватните специјализанти работеа за 0 денари. Тоа значи дека секој колега на приватна специјализација се запишуваше, плаќаше 15.000 евра за едукација, добиваше 0 денари плата, немаше здравствено осигурување и немаше платени дежурства. Односно, имавме категорија на дипломирани доктори кои што беа социјални случаи. Буквално. Тоа како алармантна појава, при тоа не добиваа шанса да се вработат. Да појаснам дека наедноставно или народски кажано се наоѓаме и очеканоти на ковалната. Тоа беше основниот лајтмотив зошто здруженијето се формираше, за да се подобри состојбата на најранливата категорија всушност на лекари во Македонија, а тоа се приватните специјализанти. Тогаш се постигна договор со Министерството дека ќе се исплаќа плата во висина на просечна плата во Македонија за дадена година. Во 2018 тоа беа 26.000 денари. За жал, од 2018 година до ден денес платата на приватните специјализанти не е промената и се уште останува 26.000 денари,
а колку што проверив, чинам дека 24.400 нешто така Колку е минималец. минималната, така. Сега во Македонија имате категорија на граѓани, односно лекари, кои што работат за минималец, немаат здравствено осигурување, за среќа се уште функционираат платените дежурства. Тоа значи дека следниот пат кога ќе одите на лекар и можеби некој ќе ве оперира, тој лекар кој што ве оперира работи за минималец. За нас тоа беше една исклучително алармантна состојба, бидејќи тоа го потенцира екзодусот на лекари во Македонија. Многу често здравствените власти и политичари од различни политички гарнитури сакаат да говорат на тема зошто младите лекари мигрираат од Македонија, зошто па дури што туку дипломирани студенти мигрираат од Македонија. Одговорот е многу едноставен и тоа треба да го знае секој граѓанин на оваа земја, бидејќи сите ние плаќаме здравствено осигурување на фондот. Тоа е задолжително. Во моментот кога вие сте вработен, вие плаќате на државата, а тоа е дека лекарите од Македонија се избркани. Така, тие се избркани всушност затоа што и самите проблеми со кои што се соочуваат не им ги решаваат, а велат дека заминуваат. Сега нели се зборува, докторите бегаат за поголема плата, докторите бегаат заради основни услови кои што ги немаат обезбедено, но исто така ќе го оставиме ова. Мислам дека пополека на самите гледачи и слушатели им се доближуваме до она што е клучно што сакам да го зборуваме. Еве, Надица, ќе го споменеме и медицинскиот факултет и условите при студирањето. Дали студентите кои што студираат медицина, според тебе во Македонија имаат, да речам, доволно услови да напредуваат, ако го споредиме тоа, например, ако ги споредиме со условите во странство? Вака, условите на медицински факултет се генерално добри, меѓутоа нели секогаш имаме простор за подобрување. Во однос на теоретскиот дел од наставата, навистина имаме одлични професори кои што се трудат на различен начин да ни го пренесат своето знаење и не само тоа, нели да ни создадат еден концепт кој што е концепт на размислување кој што е исклучително важен во медицината, бидејќи нели сите велат медицинари се бубалици, учат на памет и така натаму. Не, значи ние памтиме факти, меѓутоа позади тие факти стои еден механизам кој што ние треба нели да го разработиме, да го размислиме и во дадени ситуации нели да ги поврземе тие пазлс нели кои што ни се во нашата глава и соодветно да делуваме. Тоа е во однос на теоретскиот дел и навистина јас како студент сум задоволна како професорите се трудат да ни го пренесат нивното знаење и начин на размислување. Сметам дека повеќе мора да имаме подобрување во однос на практичната настава, односно ние имаме практична настава, меѓутоа сметам дека треба да имаме повеќе практична настава. Односно повеќе ние студентите да не бидеме само пасивни наблюдувачи, туку да ги изведуваме манипулациите кои што нели се во согласност со секојдневната практика на лекарот, асистентот кој што не ги држи вежбите. И сега би дала тука позитивна критика и за двете страни, односно и за асистентите кои што не ги држат вежбите и за студентите. Од страна на асистентите, доколку еве на пример јас да се ставам во улога на асистент, доколку видам дека некоја група на студенти се можеби незаинтересирани, можеби дошле на вежби неспремни, нема да се трудам да нели да им ја објаснам вежбата, што сметам дека можеби е погрешна. Треба асистентите покрај тоа што нели ќе ни го пренесуваат своето знаење и да не мотивираат ние да учиме. Односно да не поставуваат во ситуации, односно нели да ни даваат искуства какви што они нели се наоѓаат во нивната секојдневна работа. А од друга страна ги имаме студентите кои што нели можеби некогаш не им се оди на таа вежба, не се заинтересирани за таа област, тоа медицината не треба да постои. Треба да сме, како да кажам, гладни за знаење. Ние треба, доколку видиме дека доколку не сме задоволни од вежбите, пример да бараме што повеќе и повеќе да научиме, да бараме од асистентот да ни покаже ние да изведуваме нели одредени манипулации. Така што сметам дека нели за да го подобриме тој дел во однос на практичната настава, кој што сметам дека е исклучително многу важен. Еве околните земји нели да почнеме од Словенија, Белград и така натаму, они многу се фокусираат на практична настава и тоа е она што нели нормална теоријата, меѓутоа практичната настава е она што утре ќе направи нели подобри лекари, бидејќи ние може колку и да знаеме, доколку не знаеме нашето знаење да го примениме, џабе студираме медицина.
Така да може да се работи во повеќе во однос на практичната настава и квалитетот на истата, нели нормално и со материјалите и средствата со кои што располагаме за истата, меѓутоа треба, како што кажав, да се постигне еден баланс помеѓу двете страни, односно помеѓу асистентите, професорите кои што ги држат вежбите и студентите, односно нивната желба за знаење. Така, во делот на условите би ги споменала и оние, да ги наречам физички услови, дали е на задоволително ниво со она што вие како студенти, кога ќе дојдете на факултет и понатаму кога ќе започнете праксата, е на некое задоволително ниво? Дали сметате дека во тој дел би требало да се подобри? Видете, јас сум сега нели на клинички предмети, ние одржуваме вежби на самата клиника во здравствените установи и располагаме со материјали со кои што се служат и лекарите при нивната секојдневна работа. Па така како се за нив условите, така се и за нас на некој начин. Може би треба да имаме некое подобрување, може би треба да имаме повеќе материјали со кои што би располагале. Меѓутоа, како да ви кажам, доколку се подобри самиот здравствен систем, доколку одиме сите напред, ќе има и за студентите, нели, да и они да можат така. истото да го искористат, да. Александра, вие минатата година, бидејќи ни го објасни самиот начин на функционирање на здруженијето, како започнало, па и оттука и вие минатата година започнавте протест. Имавте протест неколку пати, јас како што се сеќав и како што проверив. Што баравте тогаш на тој протест, на тие односно протести, и дали тоа што го баравте денеска ви е исполнето? Протестот започна, лајт мотив беше група на приватни специјализанти кои што се обратија до здруженијето и побараа поддршка, бидејќи нормално беа крајно револтирани од условите за работа. Преди се нормално, по тоа подразбирам, тој платен на доместок од 26.000 денари и фактот дека многу малку се отвараат конкурси за вработување на лекари, иако постои огромен дефицит на лекари во државата. Нормално ние одговоривме на повикот, како и секогаш до сега што сме одговарале. Ги поддржавме колегите, застанавме рамо до рамо со нив и тогаш имавме еден период на избори, за жал, и тоа секогаш еден вакуум период во државата кога многу тешко нешто да се постигне. Тоа се случуваше во април, мај, така? Така чинам април-мај, по промена на организацијата, односно на власта, бевме примени од страна на сегашниот актуелниот министер доктор Армен Таравари. Ветувањето беше дека всушност, да се навратам и се извинувам на претходниот дел на прашањето, кои беа барањата. Да. Имаше три основни барања. Првото барање беше покачување на надоместокот од 26.000 денари на просечна плата, што е околу 44.000 денари во Македонија. Второ беше да се имаат повторно здравствено осигурување колегите и третото барање беше да има вработување. Министерството одговори само на третото барање, значи тогаш во Министерството кажа дека нема буџет за покачување на платите и како замена за тоа сите приватни специјализанти, доколку нормално сакаат, ќе добијат шанса да бидат вработени, односно трансформирани во државни специјализанти, што значеше дека, бидејќи во Македонија има околу 600 приватни специјализанти моментално, дека Министерството за финансии ќе потпише 600 финансиски согласности за вработување. Искрена да бидам, јас бев изненадана затоа што во независна Македонија никогаш до сега наеднаш немало 600 финансиски согласности, вообичаено повеќе од 100, јас не ни памтам конкурс. На голем чекор таков за 600. Апсолутно, со тоа што ветувањето беше дека првите 300 колеги ќе се вработат во 2024, веќе годината што измина, а вторите 300 во 2025 година. Се отвори една платформа, тоа беше како линк на кој што секој кој што е заинтересиран за вработување можеше да се пријави, да прикачи CV, да напише од која специјализација, од кој град и така натаму, за Министерството да систематизира, да види нормално и реалните потреби со болниците, за да може колегите да се вработат. За жал во 2024 година ниту еден лекар на специјализација не беше вработен. Одговорот од Министерството кој што го добивме дека има проблем со систематизациите во болниците, односно дека директорите на болниците навреме не си ги прошириле систематизациите, бидејќи ако немате систематизација вие не може да отворите конкурс, мислам незаконски. Дојде 2025-та, ние инсистиравме веќе на средба со министерот, која што ја остваривме. Неговиот одговор беше дека финално во тек на месец март, до крајот, значи на месец март, веќе ќе бидат отворени првите 300 вработувања, а додека другите 300 вработувања ќе бидат кон крајот на 2025 година, бидејќи за жал, како и
многу често во Македонија повторно имам избори оваа година, што значи дека повторно ќе има вакуум од некои сигурно 5 до 6 месеци каде што нема да може да се остваруваат вработувања и колегите на помала специјализација, бидејќи овие колеги кои што сега ќе бидат опфатени се 6-та, 5-та и 4-та година, а колегите од 1-ва, 2-ра и 3-та година ќе бидат опфатени со следната транша од 300 вработувања. Ние апсолутно го поздравуваме овој чекор, нема ни начин да не го поздравите да бидат колегите трансформирани, бидејќи да бидете државен специјализант е всушност трајното решение. Но она што го дискутиравме со министерот на средбата и тоа што е уште поголем проблем е што правиме со иднината на здравствениот систем. Прво, факт е дека дел од колегите нема да прифатат вработувања, бидејќи ќе им се понудат за нив неатрактивни места, лични убедувања и така натаму, значи ќе имаме одредена група на приватни специјализанти, која што ќе остане да биде приватна. Дополнително, на одамна, мислам месец и нешто, деканатот на медицински факултет повторно распиша конкурс за приватни специјализации. Сега од тука и прашањето. Проблемот всушност, како што рече, директорите навреме не распишуваат, односно не прават систематизација во нивните болници. Сега, вие претходно како здружение нагласивте дека е потребна законска измена и промена во самата систематизација на болници, односно да се бележи каков кадар е потребен. Сега, ако факултетот, односно медицинскиот факултет распишува конкурс за нови специјализанти, а немаме систематизација во болниците, хаосот продолжува, без разлика дали овој проблем ќе се реши со вработувањата на специјализантите. Да, апсолутно. Ова моментално со вработувањето, иако е супер иницијатива, е она што би го рекле ние quick fix. Значи, ние ставаме ставаме фластер на раната и очекуваме дека ќе престане да крвари, нема. Овие 600 колеги ќе се вработат, ама со ратата на распишување на приватни специјализанти за 3 години ќе се акумулираат нови 600 специјализанти. Тогаш најверојатно 26.000 нема да биде ни минималец. Кој е проблемот и што ние предлагаме, и за ова мора да се отвори дебата, затоа што ако сакаме да имаме здравствен систем, најважното нешто, факт е дека мора да се изгради нов клинички блок, без разлика колку да ние сакаме да заобиколуваме, дека ќе сме користеле AI, дека телемедицина, значи медицината е физичка работа. Тоа се одвива во физички простори. Вие не може да лекувате пациент со вештачка интелигенција, мора пациентот некаде да легне и мора да има пристојни услови за некој што 40 години плаќал на оваа држава од својата плата, треба државата да му возврати услугата, односно да си ја исполни обврската, да тој пациент се осеќа пристојно. И тоа мора да се случи. Но најголемиот проблем, дали ќе имаме или нема да имаме здравствен систем, е креирањето на нов кадар. Без нов кадар, без соодветна политика, вие не може да имате неодржлив овој здравствен систем. Значи е многу жално да кажеме, но ако продолжиме вака, за 10 години ние нема да имаме јавно здравство. Ќе имаме само приватно здравство и некое тотално руинирано јавно здравство кое што ќе го користат лицата кои што се приматели на социјална помош или буквално, не знам, исклучително најниските слоеви од општеството. Сите останати ќе одвојуваат пари за приватно лекување. Да се навратам на поентата. Приватни специјализации не постојат никаде во светот. Приватни специјализанти се, како да се изразам вулгарно, затоа што треба измишлјотина на нашиот систем. Не постои таков лекар кој што си плаќа од дома, односно родителите му плаќаат 15.000 евра за наводно да учел и при тоа да нема како да се издржува себе си. Секаде во светот, секој resident doctor е зборот за востранство, има работен однос со клиниката, со болницата каде што специјализира, зима плата, здравствено е, пензиско осигуран и се регуларно вработен. Па макар да биде тоа времено вработување за време на тие 6 години додека обавува специјализацијата. Мора да се интервенира во законот каде што се пропишува членот дека може да има приватни специјализации и да се смени. Според нас, со текот на времето, треба воопшто таа категорија на приватни специјализанти да не постои. Да се навратам на прашањето што го поставивте на Надица во однос на вежбите. Знаете кој е најголемиот проблем? Премногу студенти се. Не може еден асистент да им покаже манипулација на 20 студенти. Замислете вие да сте пациент, лежите, болен сте, гладен сте, уморен сте, немате топла вода во тоалетот каде што сте сместени, 6 луѓе сте во собата и згора на тоа 15 студенти поред да ве прегледаат, па ќе го изгубите трпението. Но што е тука проблемот? Проблемот е што мали се амфитеатрите, не амфитеатрите, туку малку асистенти има,
или премногу бројката на запишани лица, односно на студенти на медицински факултет е голема и самиот факултет нема капацитет тоа да го издржи. Да, апсолутно. Значи, нема ни асистенти доволно? Не е проблем дека нема асистенти. Преголема е бројката. Прво, ние имаме 3 факултети. Не е само медицински факултет Скопје. Ние имаме медицински факултет во Штип и медицински факултет во Тетово. Ако земете по европски стандарди за глава на жител, ние треба да имаме еден факултет. Тоа што имаме 3 факултети на медицина е нонсенс. Кога ќе го земете кумулативниот број на студенти на сите тие факултети, ќе видите дека државата толку кадар не може да абсорбира. Значи, ние ги залажуваме средношколците, буквално ги залажуваме, им велиме студирајте медицина, перспективата, но во реалноста кога ќе завршат после 6 години, после 60 испити, после не знам 200 и таму 70 колоквиуми, не може да се вработат затоа што нема место. И некој треба да биде реален и објективен, овие млади луѓе да им ја каже вистината. Така всушност ние го губиме кадарот, така мигрираат колегите. Но сликата што е створена во јавноста, еве мислам дека јас од кога сум била во средно училиште, била дека немало кадар во болниците, дека немало доволно доктори, немало доволно медицински сестри, но всушност проблемите вираат во некој друг дел, а тоа е делот на законот и измените што треба да се случат и самата систематизација по болниците за да можат да се отворат нови места, за да може и тие сите студенти да може да таму да се вработат. Видете, медицинските сестри се друга тема. Медицински сестри секаде недостасува. Дури во терциерно здравство, кое што е најатрактивно за вработување, нели сите сакаат да работат на Мајка Тереза, има огромен проблем со сестри. Јас специализирав на клиника за кардиологија и можам да говорам со факти и бројки. По европски прописи, една сестра треба да покрива 4 пациенти. Дали знаете на ноќна смена една сестра на кардиологија колку пациенти покрива? Мислам дека сите. 40 пациенти покрива. Како очекувате таа жена да даде нега на 40 луѓе? Мислам, тоа не е физички возможно. Што се однесува до лекарите, во Скопје, во терциерно здравство, имаме доволно лекари. Проблемот е во болницата во Прилеп, во болницата во Охрид, во болницата во Битола. Внатрешноста на државата е таа што зија е празна. Но зија од две причини. Прво, никаква инфраструктура не е инвестирано, значи руина се болниците практично. И вториот проблем е дека не ги вработуваат студентите кои што потекнуваат од тие градови на време. Кога вие некого ќе го одбиете на 6 конкурси поред и ќе наместите 6 конкурси поред и тој човек ќе наполни 35 години и ќе оформи семејство во Скопје, не сака да се врати потоа во Битола или во Прилеп или во Охрид. Така, тоа сакав еве да го споменав, имав и такво подготвено прашање, еве Надица, ти што мислиш за делот на тоа дека еве ти од Скопје си, така? Еве, на пример, да би било од Битола и сега си дошла во пример во Скопје, дали во Штип да учиш, дали пак би се вратила, пример, по Битола, а ги знаеш условите на самата болница, што ти како утре, еве, утре како доктор би те натерало тебе да се вратиш во Битола, во болницата, еве во градската, сега не знам Битола како изгледа, ама еве јас од Куманово ќе спомнам, во градска болница, дали што би те натерало? Дали би те натерало поголемата плата? Или дали би те натерало условите на самата болница? Затоа што знаеме дека и платите би требало според мене да бидат поголеми, ако се во помали места, за да самите млади доктори, идни специјалисти, сите што се, да имаат мотивација да работат во тие мали места, или едноставно не би си помислила на такво нешто, да се вратиш во помал град да работиш. Видете, јас имам многу колеги со кои што нели сум во секојдневна комуникација и баш имам и најдобар другар, пријател, колега кој што е од Битола. Јас би се вратила можеби во моето родно место, доколку нели сум од друг град, доколку имам услови за работа и доколку имам некој кој што би можел да ме научи. Односно, доколку нели самата клиника, здравствена установа ми понуди се што јас имам замислено дека треба да нели да изгледа некој здравствен систем.
Тоа би било нели основното и нели нормално сите живееме, се бориме на овој свет. Важни се и надоместоците кои што ги примаме како лекари, а во нели во овој момент се навистина незадоволителни, односно нели ниски. Тоа би било мотив да се вратам. Значи прво и клучно услови за работа, второ нели најважно, многу важен аспект е да имам некој кој што на некој начин народски кажано би ми го предал занаатот, односно несебично, со задоволство, со љубов би сакал да го пренесе своето знаење кон мене. Инаку би сакала само да се надополнам на претходно што го зборувавме во однос на практичната настава и големиот број на студенти на медицина кои што сме. Во последниот период Факултетското студентско собрание најави проект кој што се нарекува секции на медицински факултет и сме поддржани од страна на деканатот на медицински факултет, каде што ќе се формираат секции на медицински факултет по сите предмети кои што ќе бидат ограничени на 20 студенти нели по секција, каде што студентите би имале можност за онаа област кон која што имаат нели повеќе желба и нели би сакале таа да ја специјализираат, да можат да се вклопат во секојдневната практика на лекарите. Односно самите студенти да разработуваат одредени теми од таа област, да дискутираат, да учат заеднички, да им се овозможат од страна на сите раководители на катедри, како и од страна на медицински факултет, услови за како да кажам подобрување, односно поголема практична настава и практични можности за оние студенти кои што се заинтересирани кон одредена област. Така да на некој начин гледаме да изнајдеме некое решение во однос на практичната настава и студентите нели да си бидат задоволни и на некој начин инспирирани повеќе за учење и за работа. Иве, едно брзо прашање пред да продолжиме со самите организации кои што студентите на медицина ги имаат. Дали размислуваш за тоа што ја слушаш Александра ова со ситуацијата со специјализанти или иднината како се круи? Дали си размислувала што потоа кога ќе завршиш? Каков план имаш во главата? Дали размислуваш уште сега како ќе се вработам да бидам државен специјализант? Дали ќе можам да си дозволам да бидам приватен специјализант? Дали веќе размислувате на таа тема? И кога почнувате всушност да размислувате? Вака, јас како нели до сега и на медицински факултет и се што ме водело во животот, сметам дека можеби времето ќе покаже нешто друго, нешто поинакво, меѓутоа јас сметам дека доколку дадам се од себе, доколку вложам се што можам од себе, доколку се посветам премногу на медицината и на одредената област, дека можеби ќе успеам и да се вработам тука. Не сакам да си одам од државата, некако многу сум си приврзана за мојата, убаво ми е дома, па не размислувам за странство, иако сум една од ретките, морам да ви кажам дека нашата генерација, голем дел сакаат да почнуваат да учат и друг јазик, сакаат да си селат од државата, меѓутоа јас сакам да останам тука и се надавам на некои позитивни промени кои што ќе ни овозможат и на студентите и на специјализантите и повикувам на тоа да останеме во државата, да добиеме специјализации и да нели се грижиме за сите граѓани на нашата Македонија. Така, да не губиме надеж, еви малку ќе се навратиме на некои попозитивни теми. Спомена дека факултетот ќе организира или поддржано деканатот со самите оние секции. Какви се други организации постојат во склоп на факултетот и кои се придобивките студентите да влезат во самите организации и да може да учествуваат и да даваат допринос? Ние сме 4 организации на медицински факултет, значи Факултетското студентско собрание, ММСА, ЕМСА и ЗСМ. Придобивките кои што ги имаат студентите се од два различни аспекти може да ги гледаме. Првиот аспект е што студентите, многу голем дел, односно сите студентски организации организираат настани, конгреси, конференции и самата таа можност студентите да се дел
во организацијски одбор на сите овие настани е една голема предност и искуство кој што ние можеби и сега и не сме свесни кое искуство го стекнуваме, а се надевам дека ќе ни помогне многу за во иднина, бидејќи нели секојдневно, односно во голем дел од нашата понатамошна кариера ќе одеме и на конгреси дели ние ќе ги организираме, а од друга страна нели нормално се стекнуваме со повеќе знаење, бидејќи самите конгреси и работилници кои што ги организираме сите студентски организации помагаат нели да студентите се нели научат нешто повеќе за одредена тематика и секако и најважно, ние иако многу време посветуваме на учење, студентските организации се супер место и за дружба и за нели разни дискусии така натаму. Така, Александра, јас бидејќи и двете сте поврзани со медицина, но морам така да шарам со прашањата затоа што сакам да ги опфатам и делот на специјализантите, но и делот на студентите кои што се уште студираат. Ќе се навратиме пак на тоа што го спомена дека со министерот за здравство зборувавте дека, мислам, тој вети дека до крајот на март би требало да има 300, до крајот на годината. Еве ги спомнавме и локалните избори, дали ти си позитивна во тој дел дека навистина ова ветување ќе се оствари? Па да, искрено да бидам, да, верувам дека колегите на специјализација ќе бидат вработени. Мислам, искрено верувам. Доколку не би верувале, најверојатно сега би биле пред Министерството за здравство, па така би го држала подкастот. Но не е касно ако не е исполнат. Апсолутно, да. Во 24, мислам, телевизија ме праша вели дали е исклучено протест, викам некога станува збор за екзистенција, никогаш протест не е исклучен како опција, но верувам дека ова прашање, ова ветување, поточно кажано, дека ќе се реализира. Тоа што мене ме загрижува е иднината. Знаете, во Македонија има еден многу лош наратив, за жал, каде што некако се пренесува генерацијски дека битно е за себе да завршиш работа, ти да се снајдеш во системот. Јас како претседател на здружение сум загрижена што ќе биде со тој здравствен систем, затоа што треба и Надица да биде специјализант, треба и можеби незините деца ако одлучат да студираат медицина. Ние мораме да оставиме здравствен систем на идните генерации. Не можеме да гледаме за себе, за нашите лични потреби и интереси. Се разбира, секој човек сака да опстане. Тоа е основен инстинкт што е вграден длабоко во нас, но мораме да размислуваме за иднината, мораме да се однесуваме државнички, иако ние не сме политичари, но во недостаток на волја од другата страна, мораме да лобираме и да притискаме онолку колку што можеме како граѓанска организација, како невладин сектор, да се направат промени кои што ќе дадат трајна сигурност. Она што е наш предлог е да мапираме колку слободни места требаат во државата актуелно после вработувањето на овие 600 колеги на специјализација и колку луѓе ќе се пензионираат за наредните 10 години. Секоја земја има план минимум за наредни 20 години каков кадар ќе му треба, бидејќи луѓето одат во пензија, логично. Хипотетички да речеме на клиника за неврологија во наредните 10 години е естимирано дека 7 лекари ќе одат во пензија во ред. Знаеме, распишуваме според тоа реални квоти на сите 3 факултети. Значи јас, Надица, само едно кратко прашање, колку студенти на медицина имаше на конкурсот последен или во твојата генерација отприлике? Значи во мојата генерација колку се запишавме? Да. Се запишавме 360, меѓутоа нас не примија и без полагање на нели на матура на државен испит. Бројката ми беше релевантна. Да, 360, во главна сега се примаат околу 200 студенти. Знам дека околу максимум беше 200 оваа година. Во моментот кога јас се запишав, беа 120 студенти, 60 државна со приватна квота и тоа беше бројка што беше преширена. Естимирани беа 100. Сега, ако од продукција на 100 лекари сме накачиле на 300, не знам, претпоставам трендот е задржан и кај Штипски и кај Тетовски, може да замислите за каква хиперпродукција говориме. Тоа е апсолутно нереално и неодржливо. Мораме да направиме план, да имаме реални квоти. Оние луѓе кои што ќе се запишат медицина, ќе посветат огромен дел од својот живот. Значи тоа е навистина е тешко да го објасните на било кој надвор од фелата, станува збор за жртва во смисла дека на пример вие не формирате семејство заради медицина. Не може да формирате семејство. Ретко која друга професија го бара тоа од вас да вие да не може да имате дете, да не може да имате сопруг.
да не може да живеете одделно од вашите родители затоа што медицината го диктира тоа. Вие целиот свој живот, сите своји потреби, желби, надежи, очекувања ги спуштате и ги правите субмисивни на вашата кариера. Значи, луѓето кои што се спремни на таква жртва, не треба да имаат финансиски проблеми. Дента кога ќе дипломираат, треба да бидат вработени со објективен план, да бидат државни специјализанти, платите на државните да се покачат, получава околу 44.000 се моментално, да бидат објективни, за тие луѓе да не се оптоваруваат со секојдневните проблеми од типот не знам дали имам пари за да купувам во овој или во оној маркет, туку да бидат посветени на својата професија. Ако очекувате од некого таква жртва, вие мора да возвратите. Воспротивно, голем дел од колегите на специјализација работат две работи. Не може вие да се посветите толку многу на медицина ако по план не работите друго. Еве, например, конкретно јас. Јас како специјализант почнав да работам друга работа, затоа што сватив дека јас не можам да опстојам со 26.000 денари. Замислете какво понижување за еден млад интелектуалец, доктор, дипломиран, на 30 години да отиде од своите 60 годишни родители да бара пари. Така, сакав да се надоврзам со тоа дека ако овие услови се обезбедени, да имаат конкретни услови каде да работат, да имаат вработување на неопределено време, да имаат добра плата, тогаш и самите тие медицински лица, доктори, специјалисти, утре ќе сакаат да формираат семејство. Нормално ќе имаат услови за тоа затоа што нема да имаат онај притисок дека јас за сега не можам да се издржам или сами од себе, а не па утре да имам семејство. Во тој дел сакам да го споменам, али жртвата е огромна и мислам дека вие посветувате всушност и јас еве не можам, затоа не го разбирам тоа, но вие го посветувате вашиот живот и една најмала грешка е како вие да е, не знам, на вас да ви се има тоа случајно. Не знам дали така мислам дека во тој правец добро идам со размислувањето, но мислам дека, како што рече ти, дека секој кој што не е во медицинската фила, всушност не може да разбере која е жртвата на сето тоа што вие го давате. Не станува збор само за одлуките што ги носите, туку станува збор и за човечкиот аспект. Сега нели сите гранки се различни, некои гранки се помал се компетитивни, помал се тешки. Пак ќе се навратам бидејќи јас тоа специјализирав. На кардиологија е клиника која што има огромен обрт на пациенти, каде што доаѓаат пациенти со многу сериозни диагнози, некогаш, нели, како и во секоја болница, одредени случаи завршуваат и фатално. Шокот на првата реанимација, значи прв пат да реанимирате човек, шокот на првиот момент да пациент ви почина, шокот да го соопштите тоа на семејството, бидејќи тоа што луѓето не знаат дека всушност најтешкиот дел од тоа да изгубите пациент е моментот кога вие тоа треба да го кажете на семејството. Реакцијата на семејството е нешто што е, мислам за мене, дека едно од најтравматските искуства во професијата. Некогаш, нели, биолошки губиме постари пациенти, семејството е релативно помирено поради возраста, тие луѓе биле остварени, се дедовци, баби, прабаби и така натаму. Но шокот, например, кога ќе се изгуби млад човек, 20-30 години се случувало и тоа. Дали можете да замислите реакцијата на една мајка кога ќе кажете вашето дете е мртво? Значи, јас до ден денес се сеќавам, имавме една ситуација, врисокот на семејството пред вратата на интензивна нега. Тоа ви одекнува со денови во уши, не можете да спиете, а вие 24 сата сте биле дежурен, не можете да заспиете иако сте преморени, затоа што ви се врежува во вас. Ние не покажуваме емоции, не сакаме да влегуваме лично, затоа што тоа ни е механизам да се одбраниме, иначе најверојатно сите би биле на психотерапија би завршиле, но тоа не значи дека кога ќе си отидеме дома, кога ќе сипнеме униформата, дека нас не ни врти лентата на тоа што се случувало на дежурството. Така, ова мислам дека сите што ќе го слушаат, мислам дека ќе се најажат. Јас еве како го опишуваше, јас имав слика во глава и мислам дека тоа и ве прави најхрабри, едни од најхрабрите, ќе речам, улоги во општеството кои што и работни позиции кои што не може секој да ги работи и мислам дека ова е работа за најхрабрите. Ќе се надоврзам малку и во делот медицината не може да се подели, мислам, не може да се подели во тоа дали едно е битно, едно не е битно, се е битно. Но јас еве би ве прашала дали вие може да одделите, еве ти Александра кога си била студент и еве ти Надица сега,
кој гранка од медицината според вас мислите дека е најтешка или не најтешка, еве така малце подипломатско прашање, кој дел од гранка медицина според вас мислите дека треба да вложите најмногу или така најпосветена, така малку пипкава, не знам како да ја наречам уште. Сакаш ти прва да не влијам на одговорот или? Еве, ајде Надица да ја слушнеме. Секако ќе се каже, секој што она што го работи, можеби ќе се каже дека е најтешко. Јас не знам, можеби се уште не сум апсолутно одлучена што сакам да специализирам, можеби нешто јас интернистичко. Меѓутоа, сметам од секој можен аспект дека можеби хирургијата е најтешка, во смисла на тоа дека освен што бара исклучително многу теоретско знаење, бара премногу практична, бара премногу пракса, а за да се стекнете со практично искуство мора да поминете многу време на тоа. Односно бара жртва во друга смисла, односно во друга насока. Самите хирурзи, како што гледам јас, сум била во контакт со асистентите кои што ни држат вежби и они ни споделуваат како поминува нивниот ден. Они се премногу посветени на нивната работа. Исто, нормално сите ги размислуваат пациентите дома, меѓутоа некако во тек на моето студирање, сега 5-та година, добив впечаток дека можеби они даваат најголема жртва и можеби нивното време поминато на медицината е, како да кажам, можеби глупаво звучи, сите размислуваат цело време на медицината, дискутабилно е прашањето. Меѓутоа вакав впечаток мене што ми има оставена дека можеби хирургијата е една од најтешките гранки. Една од најтешките, не најтешка, не можам така да генерализирам. Хирургијата всушност и најмногу се специализира или грешка сум? Не, исто е со интерна. Интерна само дека малце и повеќе има интерес. Така, а ти, Александра, што мислиш? За мене една класа на луѓе се надвор од овој свет и тоа мислам дека никогаш не би можела да го завршам. Не сум доволно паметна, тоа е ниво хирургија. Да. Значи, тие луѓе се надвор од овој свет. Јас најтешкиот предмет за мене беше анатомија 3, тоа е всушност анатомија на централен нервен систем, градба на мозок, некои патишта, јадра. Значи, неврохирургија може и да конкретизирам или целата хирургија? Не, неврохирургија е дефинитивно мислам искрено за мене, вака лично говорам, да рекоа плата на неврохирург е 50.000 евра, јас ке речев, дечки, јас стварно не сум доволно паметна за ова. Така што јас не знам, нема тука ништо да речем, но од секогаш ми биле фасцинантни хирурзите, мислам еве и да ги пофалиме сите, ви благодарам што спасувате животи и толку сте посветени и мислам дека на вистина тоа треба нешто да си на некое копче, за да можеш толку многу да се контролираш и така се да биде прецизно и да не речам совршенство, сепак не постои, но тие мислам дека целат кон тоа. Еве, уште некои кратки така прашања и би требало да привршуваме. Еве, Надица, освен од самите организации, еве имате многу проекти. Еве, што е BrainShare на медицинскиот факултет и како функционира? BrainShare е нов проект на Факултетското студентско собрание. Тоа е платформа каде што секој студент, согласно со годината на која што е на студиите, може да се приклучи кон истата, да пристапи кон одреден предмет и да сподели информација која што можеби не ја пишува во книгите, можеби дополнително ја истражил, на некој начин, можеби на поинаков начин ја разбрал и сето тоа, значи сите информации кои што се споделуваат на таа платформа, се споделуваат на неделно ниво за сите студенти, на некој начин така се олеснува размената на знаења помеѓу студентите и тоа мислам дека навистина е една супер иницијатива и се надеваме дека ќе остане и во традиција на Факултетското студентско собрание. Така, Александра, еве и за тебе едно кратко прашање. Сдруженијето на лекари и специјализанти имаше и кампања Стоп за лошите навики. Дали ќе можеш накратко така да ни кажеш во кратки црти зашто стануваше збор за таа Стоп за лошите навики кампања? Кампањата е инспирирана всушност од јавноздравствените проблеми кои што се чести во Македонија и нискиот степен на превенција. За жал, нашето население нема висока здравствена
култура, многу ретко оди многу доцна на лекар во да речеме, кога болеста ќе земе многу поголем замав, но исто така и фактот дека ние сме нација која што релативно нездраво живее, конзумираме доста брза храна, имаме проблем со детска дебелина, имаме генерален проблем со дебелина, како резултат на тоа имаме раст на дијабет, односно шеќерна болест, раст на кардиоваскуларните заболувања, тие се апсолутно најголем здравствен проблем на Македонија, дел генетика, дел и нашето однесување, недостаток на физичка активност, доста голема конзумација на алкохол по глава на жител во споредба со европските стандарди, висок процент на пушачи кои што не сакаат да се откажат иако се информирани за ризиците кои што ги носи пушењето. Земајќи ги сите овие фактори во предвид, ја направивме оваа кампања. Имам горда сум да кажам дека кампањата ќе продолжи и оваа година. Како резултат на сето тоа излезе едно видео кое што беше креирано од страна на Види Вака, на кој што на еден комичен, да речем, начин требаше да се представа. Да, го погледна видеото, баше малце. Не ми прво беше јасно што беше работето, но после поентата кога погледнете го видеото, ќе го ставиме доле во коментар, односно во описот, јас во коментар. Продолжи, се извинувам што те прекидам, но видеото стварно беше многу интересно. Да, дека всушност ние не ги препознаваме, нели, работите што ги правиме погрешно кај себе, но ние многу лесно, па и ние навика во општеството да го судиме тој од другата страна на масата, а ние не забележуваме колку време поминуваме на социјални медиуми, колку малку вежбаме и така натаму и така натаму. И вториот продукт на оваа кампања, на овој проект е всушност прирачник за здрави животни навики. Тоа е заеднички напор на повеќе специјализанти, пишувавме на различни теми. Целта е најчестите болести кои што се во државата да се објаснат на еден разбирлив начин за генералната популација, кој што може да биде даден, да речеме, од матичен лекар, споделен за да прочита некој човек. Например, многу од граѓаните добро знаат што е хипертензија, дека покажа висок притисок, но не знаат дека притисокот варира, дека тоа е нормално, дека има дневно-ноќни варијации, дека солта игра голема улога во целата таа приказна, дека притисок измерен на доктор и дома се две различни работи, дека ако вежбате ќе измерите висок притисок нормално е, не значи дека треба да пиете терапија и така натаму и така натаму. Значи тоа е еден водич и во кој што имаме информативен дел за алкохолизам, за пушење. И прв пат во Македонија се спомнува тој концепт на harm reduction, кој што всушност прв пат го спомна Светската здравствена организација, намалување на штети, или ако не сте идеален светец кој што сака да се посвети само на фитнес, нутриција, јаде марула, не пуши и не пие, барем да ги намалите штетните навики, за да може да не си наштетите на сопственото здравје. Да се одржи некој баланс. Да. Јас мислам дека сите луѓе се трудиме од ден на ден, еве јас лично се трудам, се надевам еве и вие. Едно прашање пред крај, дали вреди да се студира медицина и дали ако би требало да почнете од почеток, дали би почнале? Па јас во однос на моето досегашно 5-годишно студирање, си велам цело време на себе и на другарките и на колешките дека и 10 животи да имав, 10 пати ќе се запишев на медицина. Дали вреди, не знам. Се надевам дека ќе вреди. Сега за сега мислам, многу ми е мило што сум дел од медицински факултет, ева и претседател на студентска организација, па ќе видиме дали вреди понатаму. Се надевам дека ќе вреди. Александра? Дали вреди зависи што ви е мотивот во животот, но ако земеме од конвенционална гледна точка дека сите ние всушност преку работата сакаме да си овозможиме удобен живот надвор од работата, јас секогаш велам ние работиме за да живееме, а не живееме за да работиме. Во Македонија финансиски не е исплатливо да сте доктор, доколку имате друг мотив, тогаш веќе тоа е, да речем, друг одговор би ви дала, пак зависи кој ви е мотивот и како се гледате себе си во животот. Суров ќе биде одговорот не. Доколку сега би имала 18 години, не би се запишала на медицина. Добро. Но еве што имаш да им порачаш на студентите, еве и вие што има да им порачате на студентите и оние кои не гледаат, не слушаат, освен она да одат редовно на доктор? Мора да изградат јавна граѓанска свест. Најголем проблем во нашето општество за сите теми па и за ова е јавна граѓанска свест. Кога ќе излезат да протестираат студентите на медицина, карикирам за било што, треба 10.000 граѓани да излезат со нив. Кога да ги подржат студентите, кога ќе излезат специјализантите, треба да излезат 10.000 граѓани. Мораме
да правиме јавен притисок врз сите носачи на одлуки, врз политичарите, да одлуките кои што ги прават се во корист на нас, односно во корист на граѓаните. Што ќе им порачам на студентите, ќе им порачам секогаш да бидат дел од организации. И кога се студенти, да бидат дел од организации, организациите возможуваат раст и развој на личноста, на вештини, дел од конгреси, шанси за размени и така натаму. И кога ќе станат специјализанти, секогаш да бидат дел. Вие не сте само доктор, вие сте и социјално битие и не може да ја пикнете главата во песок на принцип ној и да се преправате дека проблемите не постојат. Ако не застанете да се изборите за себе и за сите останати, никогаш ништо не би можело да се подобри. Надица, ти како препорака? Јас би им препорачала на сите да сме свесни дека ние треба заеднички да делуваме, значи сите граѓани на Македонија и сите луѓе во светот, заеднички треба да делуваме и да вложуваме и во себе, а така ќе вложуваме нели за општеството. Тоа би го препорачала. Така, ви благодарам уште еднаш што денеска се одваживте на повикот и позборувавме малку за медицината и за здравството, но и каква е состојбата кај нас во Македонија. Тука ќе ја заокружиме оваа епизода на емисијата Студентски пулс. Се надевам дека ви се допаѓаше. За денешната комбинација се погрижи Брендон Синсеј, кој што е тука за младите со најповолни цени и со најнови тренди парчиња. Заедно со Шпарка се банка и Вајбон пакетот за млади, кои се наша поддршка на оваа емисија. Како за крај, исто така ќе ве потсетам дека банката е посветена на финансиска едукација на младите и им помага во носење на паметни одлуки. Ова беше нашиот Вајб за денес, а нека Вајбон ве носи кон нови предизвици и можности. Поздрав!